Она што во Јапонија е саќето, во Русија водката, во Мексико текилата, во Македонија е ракијата. Сите имаат оригинален алкохол, но никој нема шопска. Приказната за доматот, краставицата, кромидот и сирењето, создадена така идеално да се вклопи со ракијата. Во Македонија ја има во изобилство. Се служи и наутро и напладни навечер. Се јаде кога сакаш, се пие колку можеш. Седнавме и ние, на шопска и ракија со Николче и Бобан. Имаше само еден услов, тие да ја послужат и салатата и ракијата. За салатата се договоривме да почекаме, барем додека го завршиме разговорот. И двајцата пред еден месец слета од Мартас Винјард, островот кој што цели 5 месеци беше нивен дом. Со потврда од таму се враќаат, нема замена за шопска и ракија. Шопската ни најавме мала замена во Цезар салатата, но далеко од приближно шопската, за ракијата се уште не најавме замена. Летово за нив немаше вкусна македонска традиција, ама имаше се што има американската култура. Секое утро им почнуваше исто, освен едно, кога на островот на одмор дојде Барак Обама. Со самата посета на самиот остров, ние како вработени требаше на Савајле да се стане, нели, нормално да се фати автобус и да се оди до работното место. Значи, буквално со самата посета на американскиот председател Обама на островот, буквално беше поместено се, значи возниот ред на автобусите едноставно беше превише безбедно. Значи, исто така покрај Обама беа гости многу познати личности, многу NBA играчи, кошаркари кои што играат во NBA, исто така беше и цел конгресмен, цел парламент што се во Америка и беше многу добро да се видат толку познати и значајни луѓе од американската држава. Тоа што им го променија распоредот на возниот ред, не им го скрати задоволството со своји очи да видат, а сега и да потврдат дека Обама е најчуваниот претседател. И ова лето бевме сведоци каде што самиот Обама го беше посетил островот Мартас Винјард. Значи, никој од нас не знаеше каде точно бил тој сместен, но сите знаевме дека неговото обезбедување беше сместено како дел од нашиот хотел и можам да кажам дека може еден од најбезбедните претседатели во светот според тоа кога заштити има од компјутерско ниво. Значи, самите обезбедувања збореа дека во радиус од 60 км тој е безбеден и нема можност од ризик или напад било како врз него. А во тој радиус од 60 км на островот Мартас Винјард, географски забележан како дел од државата Масачусетс, Николче и Бобан ги сместија своите две работни позиции: времето за забава, сместувањето и спомените. Островот е едно многу мирно место, исполнето со многу пријатни луѓе, каде што се многу културни, каде што нивото на културата, значи, е премногу зачудувачка. Мирен остров, многу чист пред се, хигиената, значи, е на високо ниво, така да сосема многу поразлично од на пример од градовите Њу Јорк, Бостон, каде што ги посетивме. Островот беше феноменален. И првиот и вториот размислуваат летово повторно да се вратат. Харбор Вју им ги отвори вратите по втор пат, а ќе ги отвори и на вас, доколку до 27 ноември аплицирате во Zip Travel. Веќе го закажаа и сајмот со менаџерите на Харбор Вју, 2 декември. Истите оние кои што го организираат одморот на Барак Обама, нека го организираат и вашето работно лето.